Почитувани, СДС вчера не успеа да изврши пуч во собранието и со прекршување на Уставот на Република Македонија и Деловникот за работа на собранието да го одземе на светото право на пратениците, а тоа е правото на говор и дискусија. СДС не успеа вчера да спречи дискусија и на мала врата да си ја турка агендата од тиранската платформа, што ја прифати само за да дојдат на власт и да не одговараат за криминалот што го направија. Ваков дрзок обид за одземање на правото за збор на пратениците досега е невиден во собранието на Република Македонија. Ова не представуваше само обид да се замолчат пратениците на ВМРО ДПМН, туку представуваше обид да се спречи да се слушне гласот на повеќе од 454.000 граѓани кои својот глас на последните парламентарни избори го дадоа за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Ова представуваше и обид да се игнорираат и да не се слушне мислењето и на оние 200.000 граѓани кои што секојдневно протестираат на улиците и кои што апелираат нивните ставови да бидат јасно, гласно и прецизно кажани во собранието. Деловникот за работа на собранието е многу јасен и прецизен. Согласно член 80 став 2 на деловникот, претресот трае додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. Ова не може да биде прекршено под ниту едни услови. Ова не смее да биде прекршено поради нечија политичка желба или намера на било кој пратеник. СДС на овој начин, со грубо газење на демократијата, Уставот на Република Македонија и Деловникот за работа на собранието, сакаат да побегнат од дебата за постизборна политичка измама, која што ја направија со прифаќање на тиранската платформа. СДС не сака во собранието да се дискутира за намерите за воведување двојазичност, промена на банкнотите или униформите. Не сакаат да дискутира за врската која што ја преземале за промена на знамето, грбот и химната. Не сакаат да се дискутира за намерата да се донесе декларација за геноцид врз албанците. Не сакаат да се дискутира ниту за навредите и негирањето на македонскиот идентитет или водењето на државата кон федерализација и бинационалност. СДС, како многу пати досега, сакаат да ги сокријат работите, надевајќи се дека граѓаните нема да видат какво предавство на Република Македонија е извршено. Намерата на СДС да избега од дебата за тиранската платформа нема да им помине. Овој пат нема да го дозволиме тоа и во собранието на Република Македонија. Ке се дискутира јасно, гласно и отворено за сите прашања, особено за оние од кои зависи иднината на суверена Македонија. Секој обид на СДС во иднина на ваков начин, сличен или уште подрзок начин да направат насилство врз собранието, за да им се оневозможи на пратениците да говорат, не може да донесе ништо добро. Ние упатуваме апел, никој да не се обидува да применува ниту политичко, нити ефективно насилство врз работата на собранието на Република Македонија, да се смири нервозата и да дозволи процедурите да си течат така како што досега секогаш во согласно со Деловникот на собранието на Република Македонија течеле. Ви благодарам.